Здраво, добредојавте во осмата епизода од втората сезона на Македонскиот христијански подкаст. Како што може да видите, денеска имаме и гостин, Стефан Бужевски. Стефан, ти благодариме што покажи иницијатива да учествуваш на подкастот. И денешната тема на која ќе зборуваме јас, Стефан и Никола е младите и христијанството во Македонија, една тема која ни е драга бидејќи ние сме млади, а и сме заинтересирани за христијанството, односно животот со Бог. Најпрво сакам да ни се представи Стефан, кој е тој, од каде доаѓа, колку години има, негово образование, професија. Стефан, може да ни се представиш? Здраво, пред се јас сум Стефан од Битола, магистар по правни науки, работам во приватна фирма, веќе 2,5 години. Сега тоа што гледам вака, само иницијативно ме натера и да дојдам овде. Тоа што ви ги гледав подкастите и сметам дека сите треба да барем да дадат допринос, да учествуваат вака, да дискутират, да дебатират, зашто не е само материјалното, има нешто и во духовното. Така е, така е. Да, баш интересно и она што не мотивира нас ова да го правиме токму духовното, односно верата во Бог и што значи да се верува. И да, баш е добро да си го кажи секој она што го верува и да го дебатираме и да го дискутираме. И всушност тоа е и подкастот, тоа е целта на самиот подкаст, да се изградиме на духовно поле. Да. Интересно, разговаравме со тебе пред да ја снимаме епизодата и кажа ти дека порано си бил атеист, што така едно интересна приказна имаш, па како разбра ти дека вистинскиот Бог е Богот кој ни е опишен во Светото писмо и како Бог те пронајде? Пред се би се навратил кога бев помлад, до моја 11-та година, јас не бев ни крстен. Значи на голем стои бев крстен, заедно со мојата мајка. Самиот Бог не пронајде во тој момент кој што требаше да се појави и рече на мојата тетка му се појави каде што му рече мора да се крсти тоа дете за да може да има нешто, да продолжи со животот, зашто ако не се крсти ќе има многу негативни работи кои ќе му се случуваат. И да му биде, исто се одлучи да му биде кума другата тетка. Што во тоа време и малце беше симптоматично, зашто бев многу често се разбалував, имав многу проблеми, некои здравствени, и малце даде можност да се покажи сето тоа, но само проформа, веќе се крстив и проформа бев христијани, не бев онака него живеев животот на христијански начин, се до моја 19-20 година, каде што еден период си мислев дека е сето ова небулозно да се верува во овој век, зошто да се верува нешто што било напишано од некои луѓе што во пустина нешто можеби му се причинало и сето тоа. И имаше еден период кај што си реков баш да видам сите свети книги да ги согледам. Значи почнував од Светото писмо нашето, од Библијата, па се останато. Прочитав и Талмуд, прочитав и Тора, прочитав и Куран, индиските ги прочитав дел од нив и дојдов до еден заклучок дека Бог како што го перцепираат другите религии не соодветствува на тоа што вистина ни остава Бог. Ме натера да размислам многу добро. И се помолив и реков да ме пронајди, да ми се покажи дека ако вистина нешто има, да ми се покажи. Во тој период со многу предизвици се соочив, исто, значи имав некои работи кои што ми беа невообичаени, например. Ќе се помолев, сакав, например, да положам некој колоквиум или нешто испит, па, например, ќе учев нешто и не ќе можев некој да достигнам некои работи, да ги научам или нешто слично и барав, например, тие прашања да ми се паднат, што ќе ги знам многу подобро од другите, од останатите. И баш тие ми се годе и прво си мислев дека е малце нешто коинциденција, после побарав нешто плюс, онака, и пак ми се услишваа сите молитви, онака, после си реков, мозокот, да, може Бог ме остави да го научам сето тоа, значи како добар татко, значи, може и да ме казни ако не продолжам да верувам, ама ај си реков, може само коинциденција. И еднаш не се помолив баш пред колоквиум и сето тоа, онака, си велев, може само ехолни балони, и баш во тој момент ми покажа дека еве ако не го побараш тоа, нема го добиеш. И тој колоквиум беше единствен што паднав во сите тие години на студирање што ги имав.
И сватив дека всушност ако имаш ти молитва заедно со акција, можеш да постигнеш неверојатни работи. И самиот Свети Тома рекол дека мозокот заедно со Бога може да помести и планина. Значи тоа некако ме инспирира и сватив дека Бог те остава како вистина, како татко, како отец наш, да направиш ако треба и грешка, да се изгориш и да сватиш, да научиш од таа грешка дека ништо има. Значи многу подоцна исто и за сега пред брзи времења нака заприметив дека баш тоа е и Бог, Отец ни е на сите нас. Сите нас ние му сме како чеда. Тоа што не можеме да се го објасниме преку другите книги, ни е објаснато на многу добар начин во Библијата. Значи тој те остава. Сите велат абе предодредено е, без судбина е, не. Бог ти остава да и самиот да одлучиш дали сакаш да бидеш по добар пат или по лош пат. Ама велат абе Бог знае се пред време. Не, Бог те остава сите и лошите и негативните страни ги знае какви можат да бидат ако не го направиш нештото и добрите и позитивните работи ако си со него. Значи тој те остава. Искушението ти е некој вид на да научиш, да се просветлиш, да го побараш него. Не е само да те казни, не те казнува, тој буквално ти вели, ве ти искушувам. Затоа и во молитвата кога ние Оче наш, бараме да не избави од искушението, да не избави од лукавиот, да не натера да се оддалечиме од него, туку да не избавува, значи да го пронајдиме во тој момент кога ни е најтешко, да го побараме. Баш интересно. Никола, дали имаш нешто од ова што го сподели Стефан да го прашаш или да додадеш нешто? Да, па интересно што како што беше кај него, така сигурно споделено само дуре тој тука, накратко да кажам, што беше кај тебе, што мал да речам беше во покасни години крстени, ти да речам, јас уште од мали години моите беа со Светото писмо, христијани беа, да речам на новородени верници во Христос, и кај мене предицикот беше, како што рече ти, нема да го прашам, туку ќе се надоврзам, како што рече ти за одлучувањето, својата одлука Господ што ни ги става натацно буквално одлуките, еве ги одлуката за да ме следиш мене и животот со мене кога ќе бидеш, односно живот во изобилие, ја еве одлуката кога ќе си без мене, против мене, ја те го животот ако ми го покаже. Јас без разлика на сите мои околности, добри околности што беа од Господ, супер околности, значи достап на Светото писмо, тука христијани родители, христијанска фамилија, јас своеволно не сакав да го следам Христос, своеволно бегав од него и своеволно се фрлав на блуд, на самиот себе, значи што викаме ние народски кажано, сам свој газда, не е Бог, не е мој Бог, јас сум свој Бог и препуштен на своите размислување, иако знаев каков што има Господ за мене, што има Бог да за мене ако живеам со него, го следам кои се бенефитите, кои се огромните бенефити кои е животот во изобилие со него. Јас лично своеволно не одлучив да живеам со Бог, да го прифатам се до мојата 19 година, како што го знаете, повеќе што ги имате гледано епизодите преходни моето сведок што ги имав кажано накратко. Така да тоа би го дополнал што во врска со тоа тој што го кажа дека своеволно, дека си многу во право, тоа што го рече своеволното одбирањето што Господ ни ги дава натацна опциите, ние сме тие што избираме да одиме своеволно свесно против него и после се жалиме и велиме дека Господи како можеш, а јас бев тој што го одбив, јас бев тој што не ќе имам живот со Бог, не ќе ништо слушнам за него, а велам дека Господ го нема, кај си Господи да ми поможиш, те нема. А колку тешка ситуација, колку тешки имам ситуација, ние бевме тие што први го одбивме и неговата милостива рака ја тргнавме настрана. Само ќе се надополнам со тебе, дека рече исто и моите беа, значи мајка ми иако не беше крстена, беше религиозна, беше в црква, иако не крстена и сето тоа, и многу пати се сочувавме со тој предизвик дека некрстен човек не сме да влезе в црква, и тие попови и светилица кои што беа таму буквално одбиваја да помогнат, одбиваја, ја бркаја. Во тој период и татко ми остана и имаше проблем со кичмата. И така да голем предизвик беше тоа кога растев јас на тие 10-11 години, каде што се ломеше, цел живот се кршеше едноставно. Јас открив тоа дека
Тоа што треба да видам крстен и пак не вервав, пак велам проформа бев и сметав дека сето тоа е само така. Затоа велам традиција, сето тоа е традиција. Ние македонците одбиваме да бидеме религиозни, поќе сме традиционалисти. И тоа е проблем. Да, баш ова што го спомна со крштевањето е нешто интересно во Светото писмо како е дефинирано, дека крштевањето е чин на она што го веруваш. Односно, јавно исповедаш верата пред другите луѓе, пред светот, дека ти веруваш во Христос. И крштевањето е една символика или представа на она што внатрешно се случи. Односно, кога ќе се потопиш во вода, од грчкиот збор баптизо или баптизам на англиски, баптизо е во Новиот Завет, тоа значи потопување во вода. И кога човек ќе се крсти, односно се потопува во вода, тоа е символиката на новиот живот, односно стариот живот завршува, че стариот човек е потопен, погребан со Христос и новиот човек воскреснуван или кога излегуваш од водата, тоа е воскресението. Тоа ако не се случи внатрешно, ти колку пати да се потопиш во вода и да излезиш, ништо не менува. Повторно си стариот човек. Тука е тој традиционализам во Македонија што се појавува, кај што дечињата мали ги крштеваат на мали години и буквално сето тоа е традиционализам. Само традиционализам се прави крштевка и толку. Детето не е запознаено. Значи што е цел чин, тие сакраменти што се појавуваат во религијата не ги појавуваат, не ги прикажуваат. Значи не ги учат децата зошто се крстило, зошто на пример треба се пости. Не многу луѓе и не знаат дека постат и само гледат како на диета, не гледат дека и духовен пост има. Како на диета е сето тоа. Буквално, да, те разбирам. Да, јас мислам дека тоа е едно од причините зашто луѓето треба да читаат Свето писмо, дека традицијата и верата се две различни работи. Не викам дека традицијата е лоша, но не помага во верата, како што и верата не помага во традицијата. Апсолутно. Традицијата е нешто што се предавало од генерации во генерации. Тоа е, во Македонија имаме одредена традиција што е специфична за Македонија, така и тоа не прави македонци. Меѓутоа, верата и традицијата се две различни работи и не одат заедно, односно верата е нашиот личниот став или како што правевме муавет пред да почнеме со снимање, идентификување. Дали јас се идентификувам со Христос и живеам како што живееше Исус? Точно. Се трудам, нормално. Исус е Бог во тело и е совршен. Точно. Сега можеме и да кажеме и за сето тоа дека битот во македонскиот народ, значи битисувањето на македонскиот народ е всушност тесно поврзано и со христијанството. Ти знаете и првата христијанка беше Лидија. И апсолутно ние сметаме дека со тоа се идентификуваме како национален идентитет, го сметаме дека ние, а иако има и македонци муслимани. Значи, тука е тој момент кај што не треба само традиционализам да има, туку треба да има и верба, треба да има религија кај што сите припаѓаме на Христос и ние сме христијани пред се, па после сето тоа како етнички заедници. А тука во Македонија се малку испреплетени тие работи. Да, и често треба да си гор, треба да си патриот, треба да си македонец, ако си се чувствуваш тако. Ама не треба да го потиснуваш ниту едниот, ниту другиот ако бил поразличен од тоа. Да, Значи, тоа да го потенцираме, оти верското учење што си имаме ние, не значи дека треба да му го наметнуваме, туку тие самите треба да го пронајдат. А традиционалистите многу ни наметнување му делува и така одбивноста на кај младите. Да, баш тоа ни е следна тема што сакаме да ја дискутираме. Зошто многу луѓе млади во Македонија не веруваат во Бог, избегнуваат да читаат Свето писмо, не се интересираат, дали тоа е поради традицијата, дали е тоа поради примерите што ги гледаат наоколу во луѓе кои се представуваат дека се христијани или нешто такво, изгледаат побожни, ама во суштина е како, нели, орев кога ќе го скршиш, а внатре е празен. Надворешно е здрав изгледа, ама дали тоа е причината или нешто друго? Што мисли Стефан? Има промена на некои морални вредности, морална деградација се случува веќе подолго време. Многу се насочени кон материјалниот свет. Материјалниот свет, например, и многу лоши примери има. Например, возат поскапи коли и сето тоа се насочува на тоа дека тоа го следат тие како пример. Следат на TikTok, не знам, на Instagram, на некои социјални медиуми кај што се промовира сето тоа. Младите, уште од млади,
уште од мали години, не се насочени, например, да истражат, да видат како е религиозниот дел од индивидуата, духовниот дел од индивидуата. Тие се насочени кон тоа дека леле сега овој вози брза кола, има он летувал таму, летувал ваму, супер, нека летува, нека. И тука се појавува и таа фрустрација нивна, кај што не можат нигде да најдат задоволително ниво и утеха. И покрај сето тоа да го имат материјалното, пак тие немат некоја утеха. Таа утеха која што фали е всушност религијата. Бог, Исус Христос, таму ја наоѓаме нашето уточиште, ние таму нашата утеха се наоѓа. Без разлика колку имаш ти, колку поседуваш. Пак нема да си задоволен. Има и една народна поговорка каде што вели окото ништо не го задоволува освен земјата. Ништо друго. И така и младите се насочени да следат некои шаблони на луѓе кои што се морално неисправни. И морална деградација ни се случува. Тоа може би и светски феномени, ама во Македонија се следат само примерите кај што има негативните примери во Западот. Не ги следат некои иновативни работи, туку следат голотијата, развратот, блудот. Тоа е веќе составен дел од нашето постоење тука. И сето тоа ги насочва луѓето, па и младите да се оттргнуваат од Бога. А и родителите многу во тоа материјална трка да се стигне нешто за подобри услови, ги занемаруваат своите деца. И не му даваат, например, му го фрла телефонот или лаптоп или не знам што, iPad, да игра, а да не му посвети внимание. Зошто? Зашто тој самиот нема време. Нема време да му посвети на детето, да му речи има и друго нешто, има и друг пат. А и тој самиот не го гледа, заборава дека пред се си и духовно човече, дека надвор од материјалното постоиме, зато сме луѓе, не сме животни. Животните само идат, јадат, пијат, се размножуваат. Така ние постанавме. Некој конзумеристичко сваќање дека ако имам ова чаша има Никола и јас мора да има. А не гледат малце дека Никола не го гледат како личност. Не гледат дали Никола, дали има предизвици, дали има нешто, дали за таа чаша работел дополнително и барал можност, му се пружила можност. И духовно тој самиот созревал за стигне до некој ниво. Како што напоменав на почеток, ако ти заедно со Бога побараш нешто и превземеш акција, то сигурно ќе постанеш. Ќе го земиш тоа нешто што го имаш. Ти само да посакаш и да се помолиш, го добиваш. А ние луѓето некако сакаме, ама сакаме да биде преку други луѓе, да бидат изгазени. Затоа и младите немат некој пример, имат многу лоши примери добиват. Например, од мафијаши изиграват некои, не знам нешто, некои модели на луѓе, шаблони на луѓе кои што и шаблонско понашање, однесување кој што е неприфатливо во некои нормални околности кај што во овој свет се поќе има. Ненормални околности каде што младиот човек вели ако направам тоа, тој, јас ќе добијам, а тој не гледа например да рече ако бидам кој Исус да си бидам скромен, да си го пронајдам тој еден живот кој што е христијански, дека и може многу поќе да имам бенефици. Многу повеќе бенефици од што негативни она. Ма сметам дека со овие подкасти што ги правиме и сето тоа и што ве пронајдов онака како дека нешто има ангажирано, мислам дека може да се промени нештото, барем малце од малце да допри некако гласот на сето тоа. Значи гласот до Исус да допри до некои луѓе. Не велам дека треба да биде нападно, не мора да се форсира сето тоа. Доволно е органски, да се слушни, да се разбере концептот. Ако се бара нешто, и многу е битно и да се знае на кој се обраќаш. Има многу волци во јагнешка кожа. Што многу страшно е тоа и многу млади се заведени, подведени од таа идеологија. Баш интересно. Никола, што мислиш ти, зошто младите луѓе во Македонија не веруваат во Бог? За жал, мнозинството, како што може да видиме, и кога се спомнува Светото писмо, некако тоа му е чуден поим, нешто што не го разбираат. Зошто е тоа кај младите во Македонија? Да, па интересно, ради тоа што едно од нешто што ги мислам јас е замислата на луѓето општо во Македонија
ако му каже некој човек, јас ако му кажам на мојот пријател или на група или на работа, да му кажам дека читам Свето писмо, првото нешто што му текнува на луѓето, на групата на луѓе што му кажам дека ти си забеган, дека треба на планина да одиш негде, да се изолираш од луѓе, што преш тука со нас, значи овде не ти е местото, ти викат твоите колеги или пријатели некој да е група што му кажуваш, дека читаш само информации, дека читаш Свето писмо и дека ти си човек за на планина, значи на планина треба да одиш ти сам, таму со волците или со кои да со животните и да си правиш тоа што го имаш наумено и дека тоа е погледот за Светото писмо и за Бог Христос, во кој опишува Светото писмо, а не се самите да се инициират, како што кажат, што се инициират за други работи, за погрешните работи, тие инфлуенсери што се на Инстаграм, на социјалните мрежи и така натаму, што се интересираат во такви работи, туку се интересираат, не се интересираат за Бог, односно туку се интересираат во такви работи и од многуте една од причината за многу од големата незаинтересираност кај младите тоа што не се информирани за Светото писмо, не се информирани за кој е навистина Бог, туку сами си правиме замисла кој е Бог, општо за луѓето зборам, значи ние пред да поверувавме и сега кога поверувавме не сме сјајни, не сме супер луѓе, тоа го прифаќаме, тоа го знаеме, го признаваме. Но и пред да поверуваме, ќе се изразам, пред да поверувам, секој еден човек си има слика за Бог, не зема Светото писмо да го чита да види Бог, вистинска информација односно за Бог, фактите да ги види дека Бог ваков е, дека Бог е милостив, Бог е добар, Бог се најдобра за нас мисли, толку е многу добар, што буквално дојде на земјата, се даде самиот за нас, на крстот пострада за ние, да имаме преку вера во тоа вечен живот. Ние луѓето, односно дезинформацијата кај луѓето, си правиме своја слика за Бог и поради тоа што не сакаме да се информираме, не сакаат да се информираат, не сакаат да инвестираат од времето за Светото писмо, за Бог да се интересираат, за верата, за она што спомнати за духовното, дека човекот не е само материјалното да јаде и да пие и да спие, туку и тоа што Бог го мисли за него и дезинформацијата и несакањето да сака човекот, односно младиот човек во Македонија да се информира, да сака да се информира бидејќи за него информацијата за Бог, да се информира повеќе, да чита Свето писмо, се сваќа како губење на време и дека нешто што нема да може да ни поможи во животот, дека нешто што не е нормално, дека ако читаш ти си не само што си забеган, што си на планина, ти не си нормален, дека дури на некој му велат дека треба да се провериш, дека навистина дали си стабилен човек, зашто значи Светото писмо е, ако почнеш да читаш Свето писмо и ако се интересира за Бог, ти веќе си стигнал скроз катастрофа ситуација и тогаш дури само треба, кога ти е во најлошото, тогаш само треба да го бараш Бог. Само тогаш треба да го бараш. Да. Од многу луѓе од пороците бегат, најчесто од droги и од угодовна. Всушност од дрогата. Мислат дека ќе избегат од тој порок и ќе го поварат Бога во сетото. И многу луѓе сметат дека сите тие кои избегале од порок го барат Бога и буквално заради тоа те сметат дека си отпадник на цело општество. Отпадник во смисла на, не знам, си се дрогирал, си бил зависен од коцкарски работи. Има многу пороци има, не се оние генералните што ги знаеме, дрога, алкохол, коцкање или нешто слично, има многу и многу луѓе кои ќе почнат да читат Свето писмо, всушност сите тие ги мислат дека тие всушност овие биле грешници и сега тие биле по-ниско од нас и сега одат да читат за да се исчисти тоа и ово. Не бе, луѓе, не е само заради тоа. Не е апсолутно само заради тоа. Бог му оставил можност да го искуси и лошиот пат. Го довел во искушение, го оставил во искушение за тој да го пава. Тој можел да не се спаси од тоа искушение. Можел да обстои и да стои во тоа искушение и да пропаја. Умри дори така.
Апсолутно, без разлика каков било порок. Го оставил да го искуси сето. Да, има, и ние не сме совршени. И никој не можеме да бидеме совршени, само Бог е совршен. Но, едно ќе кажам, зато имаме тројната природа на Бога, имаме Отецот, Синот и Светиот Дух. Ако е во секој од нас Светиот Дух, ако сватат повеќето луѓе и повеќето млади дека тие лажни идоли, лажни представувања, тие всушност ќе сватат дека сите ние сме Бог, ние сме сите исто. Душата, Светиот Дух кој ќе навлезе во нас, ние можеме да постигнеме многу поќе од тие што ги прикажуват, тие начини на облекување, не знам, некои, како што напоменав, некои личности што се со сумнителни морални вредности, ние можеме многу повеќе од тоа. Оти ние ако го имаме Светиот Дух во нас, ние се можеме да постигнеме. Бог зато вели, ќе ме пронајдете во срцето ваше. Овде сум. Само помолете се, вратете се. И ние сите можеме да постигнеме многу поќе од тие што имат, не знам, вакви малкони, анакви. Материјалното е многу поќе навлезено од тоа што мислиме. Што е страшно, што сметам дека и многу млади концептот на брак не го сваќаат и сметат дека бракот само му е затвора и дека не можеш да продолжиш да бидиш што сакаш. Да не се изразиме вулгарно, ама всушност блудноста е дотаму стигната што бракот го смета за една мајтап. На мајтап или проформа се земаат, па по определено време се разведуваат. Значи буквално се зедовме и не одеше. И тука има и изневерување, има продолжување на некои работи. Зато велам, тоа е само како проформа, а дел е од тие сакраменти, како што се крштевањето, како што е постот, како што напоменав. Има многу работи, но ако само малце застанат за момент и сватат дека ако ти се доближиш до Бога и ако постанеш едно со Бога, и ти самиот си во Бога, и ти си Бог. Затоа велам, тројната природа на Бог. Отецот, Синот и Светиот Дух. Светиот Дух ако влези во тебе, ти ќе бидиш надаховен, да можеш да направиш некои поубави и подобри работи од материјалните. И многу побогато ќе се чувствуваш. Утехата ќе ја најдеш во Бога и без разлика колку шо поседуваш, ако немаш ти утеха, никогаш нема да си задоволен. Се дури не умриш, ти нема да бидеш задоволен. И ќе дури и да почнеш, нема да го најдеш задоволството овде што се криело за тебе. Нема да најдеш утехата. Да, интересно на тоа што кажа, значи секој што верува, значи секој човек што верува во Исус Христос, тој го прима Светиот Дух. И Точно. практично Бог живее во тебе. Точно. И како што пише апостол Павле, зарем не знаете дека вашето тело е храм на Божиот Дух. Значи ние иако сме во тело, иако сме само луѓе, не сме Бог, Бог живее во нас. Во тие што веруваат. Точно. Секако. И целта на Светиот Дух е да нам однесе во вечноста кај Бог. И да живееме еден свет живот, свет зборот, значи посебен или одвоен од овој свет од материјалното, посебен, значи посебен живот за Бог да живееме. Што значи сега тоа живење во практична смисла? Како што спомна Никола, не дека ние ќе заминиме в планини и ќе се бориме таму со мечките. Туку века Исус, ние треба да сме солта и светлината во овој свет. И да одиме на другите луѓе да му кажеме пораката Божја, дека има Божјо царство, рај, има пекол. И дека сите ние сгрешивме и дека треба да се покаеме за нашите гревови, да веруваме дека Исус Христос умре на крстот за нашите гревови, беше погребан и воскресна. И преку вера во тоа дека го добиваме Светиот Дух, со кој сме запечатени, значи буквално како нели Како договор. како тапија на договор, нели, и овој имот тебе ти припаѓа. Така и ние сме Божја собственост, оние што веруваме во Исус. И Светиот Дух нас не менува, тоа што го спомнаме, чисти. Зато велам. И се откажуваме од гревовите се повеќе и повеќе и секој дневно се трудиме, односно Светиот Дух ни помага да се откажуваме од гревовите и да живееме посвет и почист живот. Сами тоа не можеме. Да се Зато велам, ако го прифатиш ти Бога и ако Светиот Дух го насели твоето тело, ти си исто дел од Бога и ти си Бог за себе. Зато велам, Господ ќе ти го подари она што ќе го посакуваш. Ама ти силно ако веруваш во него, нема недостижни работи.
стварно може да ти отвори. Јас го потенцирав тоа како примери, што може би банални делуваат, ама има и други работи, например, кои што сум ги посакал, па сум ги добил заради тоа што Светиот Дух го населил моето срце и сум сметал дека баш преку тоа. Зато и го напомена во почетокот Свети Тома, апостол Тома, кој што вели, со самиот ум, доколку се соедини мислата Божја, може да поместиш планини, може да поместиш се. Ти само Бог може да го овозможи тоа чудо. Никој друг. Џабе ти е секаква материјална работа кога не, ако не си ти вдаховен од Светиот Дух, ти ништо не можеш да направиш. Зато велам, може и еретички да звучи тоа, ама ти си Бог со Светиот Дух кој ќе го прифатиш. Бог ти дава можност се да направиш, кој ќе веруваш во него. Лимитот нема лимит. Да, значи она што е невозможно за луѓето, за Бога е возможно. Тоа е така. И битно е целта која е на нашето живење како христијани тука на земјата. Целта е, нели, Бог ни го дал Светиот Дух, да му кажеме и на другите кој е патот, животот и вистината, дека тоа е Исус Христос, и да живееме еден свет живот кој е одвоен од материјалното, дека материјалното тука е само дел, ама не е се. Туку постои духовен свет, постои воскресение од мртвите и вечен живот. Таа е целта на нашата вера, така? Добре. Ако Христос не воскреснеше од мртвите, нашата вера е празна. И овој муавет џабе го правиме. Точно. Така да секој ќе си живее како сака, нема се грижи за Бог, дали постоел Бог или не постоел Бог, не е важно, пошто тука е крајот. Добре. Меѓутоа не е тука крајот, постои Тука нешто. почнува Да. животот. Тука Така е. почнува животот. Така е. И тука Богобојазноста како термин и многу во тој период кога бев атеист можам да кажем дека отсуството на богобојазност е многу лоша работа. Посебно кога ќе си млад, полетен, отсуствува богобојазноста. Или ако ќе си здрав, например. Отсуствува богобојазноста. И многу луѓе кои ќе му оди се во најдобар ред, тогаш најмногу се оддалечуваат од Бога. Тогаш најмногу не му треба Бог. Зато велам богобојазноста. Самите атеисти напоменуваат, вели, моралот и етиката постојат и без да постои Бог. Ама тука иди тој заклучок дека ако како ни текна нас сега дека треба да има морал и етика, ако надвор од Бог и сето тоа, ама има морални луѓе, има ова, има она. Зошто тогаш му зошто не се убиваме? Ако не е од Бога тоа, ама морално ние така се чу. Морало и етиката е всушност почетокот, пред тоа беше богобојазноста. Значи, стравот од Бога дека можеш да ако застраниш од тој пат дека можеш да бидеш осудуван, всушност така почна моралот и етиката. Само што многу атеисти баш тој дел, тој сегмент го користат како ете зашто не веруваме, имало морал, имало етика. Не, морало и етиката излегува од богобојазноста, а многу отсуствува тоа во денешно време, каде што се вели, имам морал, имам етика, не ми треба Бог. Значи, отсуствува тоа, јас си правам добри дела за себе, она, и многу други религии, вели карма има, ова има, ќе ми се врати, ќе се реинкарнирам. Тоа буквално влегва во некои тешки небулози кај што мисли дека долговите ги чисти, па сега ете во овој живот се ќе направам, па сега во другиот нека страдам. Не функционира така нешто. Значи, ако имаше концепта на реинкарнација, ако поставиш и сето тоа, тогаш некои луѓе овде што направиле многу грешки, не може да исчистат и 100 животи да ги живеат. Значи, да се разбериме, и не може тој да изиграва дека заради тоа. И затоа многу млади не читат Свето писмо, и тука постануват одвоено јагне, кај што баш тие такви религии, учења и што знам јас уште какви да ги наречам, му велат, ти ако си правиш грешки, ти се исчистиш, не е проблем. Што се секираш, ти важно е добар да си. Добар е битното си, ти не мора да си христијанин, не мора сето тоа. Ти само биди си добар, ќе си дојди твоето, знаеш, онака, не мора да го спомнуваш Бога кој ќе ти е убаво, не мора. Ти само се си, уживај си. Се ќе си дојди за тебе. Ако си добар, ќе ти се враќа добар. И тука отсуствува моментот. Мотивот само добар сум бе, ќе ми дојди. Не.
треба да си благодарен за тоа што си добар, зашто Бог ти дал можност да бидеш добар. Тука е и големиот аргумент кој што треба да му се потенцира на паѓата исти. Ти не си добар само по сопствена одлука. Бог одлучил дека ти ќе бидеш добар, те спремал и сега треба да го пронајдеш него, да се насочиш. Зошто сум добар, да се испиташ. Зошто добар, зошто лош? Лош ќе речеш, абе ме прави лошо ово, и јас сега треба вратам. Тука е тој момент кај што луѓето очекуваат дека трансакцијски. Ќе се помолам, ќе ми дај и толку готово, ако не се не е само трансакцијата. Битно е дека љубовта ја добиваш, утехата ја добиваш. Затоа велам, всушност Исус беше утехата на цело човештво. Се утешивме со тоа што, како што напомена ти, тој воскреснат, значи дека има настрана. Ти знаеме дека овој земски живот е краток. Не можеш ништо да постигнеш сето тоа што го имаш и секојаш ќе има нешто што ќе ти фали, што ќе ти смета и што ќе треба. Ама тие да ги надминеш тие пречки, ако го немаш Бога, тогаш ти веќе ќе губиш цело време, само ќе бидеш задлабочен и никогаш немаш да ја добиеш утехата. Цело време желби до безкрај имаш и да ги бараш и сето тоа не можеш да ги добиеш. Сите не може, тоа е факт, ама повеќето може да ги добиеш само со вистинска верба. Со вистинска верба во Бога, и тој ќе ти ги услиши молитвите. Ако стварно си добар и ако стварно сето тоа, значи тој веќе те подготвил. Многу светци така ќе ги колеле, знаете, имало многу. Кога требало да се представат пред Бога, најкултурно, најблаго кажано, тие биле пресретни. Иако в маченички живот живееле, тие биле пресретни. Знаејќи дека има вечен живот. Точно. 40 години црква, Света Петка. 40 години беше во пустина. Таа се откаже од секакви, таа беше млада кога замина. И подоцна се врати во светот 2 години, 3, за подоцна да биде прерадвана дека ќе се запознае со Бога. Значи таа радост, таа неизмерна радост, сметам дека во денешно време никој не можеме да ја постигнеме. Таа радост што ја почувствува, а заради тоа што сме обкружени со греш. Во грешно општество и ние самите сме грешници. Треба да се стремиме, тоа е тој момент кај што решив. Ние треба да бидеме христијански живот да имаме. Треба да пробаме ако нешто друго, да го пробаме, да вкусиме дел од тоа како изгледа рај. Само со Бога можеме да го искусиме сето тоа. Дури и овде на земјата можеме да искусиме плодовите, ама нема да се толку убави колку што ќе бидат во рај. Тие плодови. Затоа велам, овде многу лесно материјалното го гледат само, тоа ќе направам, затоа велам, таа се откаже од сите тие работи. 40 години беше во пустина. Никакво земни задоволства, никако, таа вода лепче. Ние не сме благодарни. И општо како нација веќе ако веќе одиме, ние не сме благодарни. Ние се споредваме, само се споредваме. Ова е подобар, она е подобар. Се споредваме, спомна и Никола пред да почнеме со емисијата. Швајцарија. Зошто се споредваме со Швајцарија? Оти не гледаме во Африка дека немат вода, ние овде имаме се достапно, чиста вода, леп, она. Значи ни подарил можност Бог да живееме нешто да имаме. Тешко на тие луѓе што живеат таму, тоа е факт. Ама, ако, не знам, не ќам да навлегвам во националност или слично, ама во Африка има нации кои што стварно немат вода и пак се радосни, пак се горди, спознавајќи го Бога. Значи, има големи нации кои што се соочват со вода, со недостиг на вода и се среќни. Пример во Египет, коптите, тие кога ќе ги видиш, тие се толку среќни луѓе, толку благодарни на сето тоа што го имат. А само една река има во Египет, Нил. И Нил ако не е, тие во пустина ќе живеат. Значи Бог му покажал, од нигде низ пустина река се појавила. И ту река кај што го држи цела нација. Има предизвици за нив, тоа е факт. Значи покрај сето тоа има предизвици. Знаеме какви предизвици има во тие држави, каде што си малцинство како христијани. Во Македонија многу здраво за готово се земат некои работи. Не ги гледаме некои работи кои што да Бог ни подарил. Ние имаме и првата христијанка,
Лидија. Треба да сме горди на сетото. То не ни е традиција само. То ни покажал Бог дека ви го поклонувам Словото Божјо преку мојот апостол. За да знаеме, за да значи сме одбрани, покажано ни е и треба да го цениме сетото дека милостињата Божја паднала и на нас, како еден од народите кој што ја сознал правата вера. А многу лошо е што многу млади не го гледаат тоа. Кога ќе ги прашаш која е Лидија, нема да го знаат тоа. Тие да ги прашаш побрзо кој е Раста, кој е не знам, Ендрю Тейт или нешто слично. Тие сите нив ги идентификуваат. Зошто на пример не го знаат Свети Илија? Какви чуда правил? Зошто да се идентификуваат со Ендрю Тейт, дека го помена? Како Свети Илија побарал за лепче и како добил, како правил чуда со живејќи со Бога покрај него. Како на пример кога ги поставиле имам бројни примери каде што во гладиаторска арена поставуваат христијани, тие буквално пуштат прегладнети лавови и лавовите не ги јадат. Ете типичен примери за Кркардаш, како локални светци. Ќе начнам темата. Житието нивно биле 39 отци, кои што се молеле деноноќно. Кога дошле османлиите да го освојуваат сето тоа, му пуштиле преведувач и нивни великани, кои што ја познавале нивната религија, за да ги убедат да се префрлат во ислам, каде што ќе ги добиеле сите почести. Значи, и во тоа време добивале некои почести. Зошто, например, би страдал ако не би постојало вечен живот после смртта. И додека зборувале, еден од тие преведувачи го добил Светиот Дух во својата душа. Го населил Светиот Дух во неговото срце. Додека дискутирале која вера е исправна, дали исламот, дали христијанството, еден од нив поитал кон Бога, кон Христос, го пронашол, иако ги имал сите земни задоволства. И тие сите исто ќе имале земни задоволства. И ќе биле заборавени од ова време. Никогаш да не се помена. Тие сите одлучиле дека ќе останат цврсто на тоа што го имаат. И така пострадале 40. 39 плюс тој што бил преведувач. Значи Бога го населил неговото срце го населил. И тој сватил за верата. Затоа тоа е една и символика на градот, кој што живеат повеќе националности, ама верата е една. Религијата наша е една. И преку Христос ги одбиле сите земни задоволства. Зошто? Ако не постои Бог, зошто би ги одбиле сите тие земни задоволства, каде што ќе биле третирани како најдобрите, како најпаметните и сето тоа? Зошто? Заради тоа што постои живот после смрт, кој што е вечен пред се, да се напотенцира вечен. Не е минлив, не е краткотраен, туку вечно трае. Непрекинут. Зато велам, имаме можност ние како македонци пред се, како Македонија, да знаеме дека ние бевме тие кои што беа меѓу народите, кои што први го спознаја Исус. Први во Европа. И ние сето тоа го занемаруваме и ги занемаруваме тие шаблони на поведение на христијански живот. Туку ги земаме Ендрю Тейт, велам Раста, не знам, се појавил некој дизингерица, што ги тепа со патики, се понижва толку, значи, а срам му е да клекни, да се пикни под олтар. Како да зборуваме за нешто дека мора да се подобри сето. Не, на луѓето му е поинтересно да добие патика, отколку да се пропни под олтар. Што е многу страшно. Многу. Да. Во битола знам дека го откаже, тој лик и поарно што го откаже, има нешто, доблес имало некој подоблесни млади, ама сепак страшно е. Да добиваш патика, одиш плаќаш за да бидеш понижуван, да бидеш понизен према некој што е исто како тебе, човек пред се, а да не зборуваме со сомнителни морални вредности, и тебе ти е срам да се пикниш под олтар,
Зошто? Зашто ќе те покажуваат, овој забега, бе, овој готово му забега, умо готово, толку е. Зато страдаме. А за да се живее христијански, треба да се откажеш многу работи. Многу работи и многу страсти да победиш. Зато велам, јас имам една како мисла моја. Сите треба да видиме Свети Ѓорѓе. Да ја победиме страста, блудот, како што тој го победи змаја. Ако го победиме змејот на страста, на блудот, ние ќе видиме над сите тие земни задоволства и ќе добиваме поголеми добивки, поголеми плодови од Бога. Значи, овие земни задоволства, овие земни плодови кои ги добиваме се ништо во споредба со тоа што не очекува после смртта ако веруваме во Бога. Ако не веруваме во Исус Христос, го поминавме животот, тоа е. Сега ќе си одиш во пеколо, комотно можеш да си се радваш на тоа, ќе видиш каква добивка си направил. Ама, покаението е тука, во моментот. Ако се покаеш, ќе добиеш. Бог е милослив, ти дава можност. Отец е. Зато велам, Отец е тој ти дава можност. Вели преку покаението ќе ве спасам, покајте се. Тој не ти предложува. Тој те остава да се покаеш. Ти дава можност. Ти искушен си. И тогаш во искушението треба да си похрабар. Да си силен. Има примери кај што многу луѓе кои биле атеисти, паѓаат во искушение, му се случуваат некои трагедии. Тој наместо да го побара Бога, тој повеќе очајува. И иди до момент кај што си вели, ова ми се случува во тој момент, доколку нема некој посебен од нас, приземљен, да му објасни, да му речи, побарај го бе Бога. Побарај го, ако си атеист, побарај го да ти помогни, да сватиш, покај се дека си бил атеист. Врати се на правиот пат. Ако јас гарантирам дека секакви проблеми кои што ќе се соочиш, ако се покаеш, ќе се разрешат. Ќе се разрешат, оти Бог е милостив. Не остава да грешиме, како добар татко, што го остава детето, како што патка. Вели го оставам, ќе падни, само ќе стани, ќе го здоболи, ќе научи. Дека не треба, она. Така и тој, не остава. Не пушта. Сега самите треба да бидиме свесни дека ако не го одбериме тој пат, ќе си паѓаме цело време и нема ништо да добиваме, нема ништо да научиме од животот, само во слободен пат ќе си бидиме седно смртта. И смртта ќе биде крајот за нас. Да, баш опширно повеќе теми, повеќе прашања. Допривме до едно од прашањата што значи да се биде христијанин, сега може да го раздробиме подетално или како го сваќаме тој термин и како треба да го следиме и како треба да учиме од Исус, нели? Христијанин, самото значење христијанин е да си следбеник и ученик на Исус Христос, како што беа првите ученици, нели, апостолите и учениците. Покрај апостолите имаше и други луѓе кои беа околу Исус, односно тие беа негови ученици. Па после апостолите со нивната мисија, кога се ширеше христијанството, има повеќе ученици, односно луѓе што стана христијани, што го следеа учењето на Исус Христос. Ќе го прашам Никола, што значи за тебе лично да се биде христијанин? Да, па христијанин, бидење христијанин не може да биде ако верувам јас во нешто друго сен Христос. Или во самиот себе, или во некој друг, а не во Христос, односно тоа не значи Исус Христос, ако не значи за мене пат, вистина и живот или воскресение и живот како што вели тој, тогаш таа личност која нема таков став во срцето не е ни христијанин, бидејќи христијанството, самиот збор христијанство доаѓа од Христос. И тоа е, тоа е Божја идеја, значи не е некоја измислено нешто како што спомнати традиционалност нешто или тоа што јас сум го кажал на некој, што сум го објавил или некој друг, туку самата вера во Исус Христос дека тој што направи за нас на крстот, дека тоа што пострада тој дека беше за нашите гревови, дека за наш откуп, за откупа за нашите гревови
и дека беше погребан и воскресен на третиот ден, и ако го веруваме ние тоа, односно евангелието, радосната вест за нашите души, тогаш ние ќе имаме, ќе бидеме спасени, ќе Господ ќе ни прости, ќе имаме вечен живот загарантиран кој се одбравме со Свети Дух, запечатени ќе сме со Светиот Дух како залог, како знак дека сме негови Божи деца. И тоа е тоа што не прави христијани, значи самиот Исус Христос, тој да речам почетокот и кој нема почеток и нема крај, ама онај како со нашиот ограничен размислување, ограничен мозок, оној што беше и ќе биде од почетокот скроз најпрво за нашиот почеток и пред тоа што беше верување во тој кој беше, и тоа е тоа што не прави христијани, односно нановородени личности кои треба да го следат Христос и ќе треба да живеат за него, а не нешто посебно да правиме, да бараме да се жртвуваме ние или да бараме од некој нешто, туку жртвата веќе е дадена, веќе се е завршена, работа е завршена и не треба понатаму да работиме за нашето спасение, за да се спасиме, туку веќе само со вера во тоа што Христос направи, работата негова на крстот што направи, не е доволно за да се спасиме, за да сме христијани, односно да имаме да наследиме вечен живот кој пред се доаѓа од милост и благодата на Бог. Да. Христијански живот треба и да се следи Христос, според мене. Треба да се насочиме кон следење на неговото дело. Не само да бидеме проформа христијани, да, како што напомена, жртвата е веќе дадена. Тој кога се појави и укаже какви жртвувања имаше претходно, каде што и тој за искушение во Стариот Завет знаеме за Јов, како го тараше, колку е верен, какви искушенија поминуваше тој, и тој остана доследен до таа вера, па имаше жртви, но кога дојде Христос, рече јас сум спасот на овој свет. Значи тој ни покажа, сега нема такви жртвувања како во Стариот Завет, и тоа многу ги плаши младите, дека многу фанатици, верски фанатици се појавуваат, и тоа многу страшно е што тие се заблудени од, како што напомена, волците во јагнешка кожа. И жртвата која што ни ја каже дека треба да ја принесваме е дел од светото причест. Значи тој вели, еве го моето тело, каде што го раздроби лебо и каде што тури вино, еве го и мојата крв. Значи нема повеќе физички, не знам, и тука има проблеми каде што велам верски фанатици и многу млади се сметаат дека тоа е христијанството, дека такви се верски се фанатици се, но тоа е веќе заминување веќе од нормалата. Бог не сака ние да се само повредуваме, да живееме, не знам, аскетски или нешто слично. Бог сака да живееме, ама да не бидеме без компас. Значи компасот тој да ни биде. Заради тоа што не сака. И многу млади, ти вака, така, ово, многу млади сметаат дека тој аскетизам кој што се појавува, кој што тие му се представува дека ова го прате, ова го прате, она го прате, тие не гледат дали вистина е, туку тие примери ги земат и сметат дека не можат да го искрепат. Сето тоа. Само повредување, како што напоменав. Има отсуство од храна, од ова, од она. Да, има пости, но постите не се само физички. Реков и духовно треба. Не го гледат духовното, тие гледат, ама вие постите, ова, она, не јадите ова, не јадите она. Да, имаме и секојдневни пости кои што се понеделник, среда и петок. Ама тие не ги гледат тие работи, тие сметат дека постот кој ќе ви дојде вие, ние се лишиме буквално од секој ќе има пост. И посто е баш тоа да се споиш со Бога, да размислиш, чекај, грешам, правам нешто лошо, грешам нешто, тука се случува во мене. Или ќе прави 9 дена, 7 дена во недела да го свари, 6 дена ќе прави гревови, и оди 7-миот ден и само бара покаяние. Таквите луѓе се доста присутни во црквите, каде што многу луѓе така ги гледат и одстрана кога ќе се гледаат такви луѓе и сметаат дека сите сме такви, сите христијани сме такви. Не, христијански живот вели, живеј според мене, според Христос. Не ги гледај ти шаблоните што и постојат. Гледај мене само. Само Исус Христос како што се однесува,
треба и нашето однесување и поведение да биде. А христијанин по самата смисла на зборот, значи треба да се откажеш од многу земни работи, ама не и да си поставиш да страдаш, да не знам, да имаш нешто недостаток. Ти треба да бидиш и човек, ама не треба да се представуваш дека си жртва, дека си маченик, дека си Бог. Затоа велам, ако немаш ти во себе Светиот Дух, многу луѓе сметат дека тука сега ќе се откажем од ова, од она, не треба маченички да бидиш. Не те тера никој за да бидиш добар христијанин и добар пример да бидиш. И не треба натурање да му се читај ова. И ако ти му го представуваш сетото, ти не си добар христијанин. Зошто? Зошто христијанинот треба само да ти укаже вака, така, онака и мирно. Доколку некој не се согласува во тој момент, не треба бидиш навалентен ти. Ова мораш да го читаш, она да продолжуваш. Самиот Бог треба да му садиш едно коренче. Едно семе, кај што тој самиот ќе размисли. Треба да дискутираш и да му се укажеш. Вака. Бог рече вака, Бог така. Ако неговиот прв одговор е не смеш да му го натураш мислењето. Ти само треба да му даеш едно семе кај што ќе изрти, ќе направи некој цвет потаму и плодови ќе никнат од сето тоа. Стебло, коренче. Значи треба едно мала работа. А доколку првиот одговор му е нема да го продолжиш моето. Многу млади сметат дека натурање на мислењето. Значи време се пропагира овона и тука во таа море на информации и дезинформации што се. Многу страдат младите што се дезинформирани за вистинската вера. За тоа што представува Исус и што е да си христијанин, да живееш христијански живот. Затоа велам, имаме проблем како млади луѓе. Острахазирани сме, тргнати сме, пикнати некако да ме кажа, ти си чуден, ти си секакви придавки и додавки ќе сме окарактеризирани. Но затоа велам, првиот одговор е не, добро не продолжувам, окей, ти си имаш свој живот, јас имам свој живот. Да, убаво е да му кажеш. Ако дојди пак тој при тебе, вистина вака, да му се каже вистинската работа. Не да му се кажва вака така, не. Туку како што е. Оти тие добиват информации од секакви извори, кои што најчесто тие извори и му е целта да ги оттргнат. Затоа сатаната влада и со овој свет очигледно и многу луѓе не го разбират сето тоа. Многу се навлезени материјално. А по 100 години, по 200, нас кој ќе не немаше, зашто ми требало материјалното? Зашто сум го печалил сето тоа? Зашто сум создавал сето тоа? Ако материјалното не го пренесам во другиот живот, тогаш зашто да се форсирам? Да. Да, баш интересно што спомна нешто аскетизам. Многу луѓе не сваќаат она или немаат прочитано сега што каже Исус. Исус каже, јас дојдов за да имаат живот и тоа живот во изобилие. Значи, Господ Исус Христос дојде тука да ни даде живот во изобилие. Аскетизмот вика, ти треба да се себе измачуваш, да се тргаш на страна, Меѓутоа, Исус каже уште нешто, кој сака да ме следи мене, нека се одрече од себе си, нека го земе својот крст и нека ме следи. Значи, да се одречеме од себе си, значи, не јас што сакам да правам, туку она Бог што сака да го направи во мене. Значи, мојот живот му го давам на Исус, тој е мојот Господ, господар на мојот живот и спасител. Значи, јас не сум господар на мојот живот, туку Исус е господар. Она што сака Исус да го направи во мене, тоа сакам јас да го правам. Разликата е многу голема. Исто Исус рече една работа, вика, кој ме љуби мене, ги пази моите заповеди. А Исус што кажа? 2 заповеди. Љуби го Бог со сето свое срце, сиот свој разум и сета своја сила, и вика втората, е слична како првата, љуби го ближниот како себе си. Во ова се состојат целиот закон, значи целиот Мојсеев закон се состои во ова.
Ако го љубиме Бог со сето свое срце, сиот свој разум и сета своја сила, и ако го љубиме ближниот како себе си, ние цел закон ќе го исполниме. Да, некогаш мора да признаеме дека можеме да сгрешиме. Меѓутоа, тука ни е покаянието и продолжувањето напред. И верата во Исус дека тој плати за сите наши гревови и да живееме како што сака Бог, а не како што сакаме ние. За тоа да го постигнеме, го имаме Светиот Дух кој ни помага во тоа. Кога ќе направиме грев, тој не убедува. Тука си направил грев, покај се и продолжи напред. Гледај во Исус. Не гледај во гревот, гледај во Исус. Тој умре за тебе, тој воскресна и следи го него. Тука ми даде една идеја сега. Така начелно кој ќе размислиме. Луѓето кои прават гревови многу почесто, за разлика од другите, најчесто се представуваат како предобри христијани. Тоа е тука моментот. Знаеш, ние сме тоа, ово, оне, и всушност тука можеме некој заклучок, нешто како младите, како спомнуваме. Младите, тие модели, најголемите мафијаши, гангстери, може да ги заприметиш тето видео, ни се со крстел. Значи, кој ќе го заприметиме сето тоа, затоа и тука младите, затоа велам, тука тој шаблон што го има, е многу лоша работа што тие сметат дека ако грешиш, покај се ќе ти помини, дека затоа велам и покајанието го земат здраво за готово. Тие сакраменти се многу здраво за готово за мене, а не ги имале ни прочитано. Не значи да се покаиш стварно да направиш гриф и да се сакалдисваш по народски кажано, да се јадиш, зошто го направиш сето тоа, зошто ова, зошто она, за да олесни од сето тоа, затоа рече ти кон Исус да се врати, да не се сакалдисваш за гревот што си го направил. А тие некои луѓе, направи грев, ќе се не се ни сакалдисва. Треба да се појадиш прво, за да и тука да дојди Исус и да ти го слободи тој на душата, не си го имаш тоа. Да не ти е неубаво, направи грев, да ти рече сгреши, ама не гледај да грешиш ти пак са. Оди и не греши повеќе, толку. Не се ти да ќе грешам и затоа велам, многу на младите му се покажуваат такви примери, такви шаблони. Тој изиграва мафијаш, вака, така, крсто овде, и тој е христијанин, исто, леле, и јас носам крст, и крст вистина носи тој физички, тој не го има духовниот крст во него, ама нема врска, јас сум христијанин и бацвам и икони, се, дебек, и пари давам, јас сум предобар христијанин. И тука тој момент кај што е кај младите, тука ги погодва тоа. Тие сметат дека, ако тој прави гревој, ако и ние ги си правиме шо Бог, ќе ни прост многу е земено здраво за готово. Точно дека со Исус добиваме се, ама Исус не можеш ти да го излажиш или да го неле сега се ќе направам ово, не е игрица, да го подкупиш. Не можеш. Точно, не е игрица сега, а играме и сега тоа ќе направам, ако направам тоа, има некои верски учења, нема да ги напоменам, ама има такви работи. Например, во тој ден ако се помолиш, ти ќе добиеш 10.000 добри дела. А не знам, знаеш, онака малце и треба да се размисли, зошто. Така прати младите и всушност јас сметам дека тоа како традиција ако си се помолам, ќе си добијам, ти се молам. Тоа сакав и да не бидам сватен погрешно, затоа велам. Ти ако вистина веруваш ќе го добиеш нештото и убаво рече ти во изобилие. Нема да добиеш нешто што го има другите, ама ќе добиеш многу поќе. Ако стварно ја имаш верата при тебе. Ако не ја имаш при тебе вера, ти моли се, ти џабе ти е сетото. Ти си проформа добар, ти правиш добро за да ти се врати добро. Затоа потенцирам, на почеток кажам, ама да, ако ти стварно веруваш во тоа ќе добиеш добри. Ако стварно знаеш дека Исус ги зеде гревовите за тебе и Исус го превзеде сето тоа и Исус вистина воскресна. Не само воскресна, брат. Јајца, ева се чукни велик ден и толку. Така пред младите, така насочено е, намерно, сметам дека е намерно, затоа се застрануваат од религијата, за да можат да бидат изгубени јариња, за полесно да бидат изедени. Дали од други верски учења, дали од овој можен
како што го велам, иако се е од Бога, ова е свет кај што влада и сатаната. И луѓе треба да се пазиме. Страшно е ова. Не ќам да звучам сега дека да ги заплашвам или ништо слично, ама младите треба да се вратат кон Бога и треба да се ценат тие вредности кои што постојат. Да го живееме вистински христијански живот. Вистински, ако сгрешиме вистина, ама и пред да сгрешиме да го слушаме овде срцето што ќе ни каже. Пред да направиме грешка да позастаниме. То кажува, ако го има Светиот Дух ќе ти каже, немој да му правиш така, немој. Во Македонија имаме и некој клетва би го нарекол, каде што знаеме дека многу блиски роднини, како што се браќа, има многу поделби се случваат. Баш заради тоа. Куќа, имале, не знам, нива, да се дели, па се карат, па тука. Зошто бе луѓе? Бог ти дарил нешто? Искористи го до максимум со братот твој. Или со сестрата, или ако имаш, зато ближниот ти е тука до тебе. Зато Бог ти дал да имаш ближен. Сега не се почитуваат ни браќа, ни сестри, а и родители не збораме. Да. Родителите се маргинализирани личности во животот на децата. А вели, ако ти живееш добро со родителите, ќе ти е добро во овој свет многу повеќе. Ако си ги почитуваш, си ги цениш родители. А многу млади, што разбираш ти. И тука е кавгата. Првата кавга постанува со родител. А да не збораме за друго. И порака би дал дека една добра порака сакам да му дам на младите, дека треба да размислат добро, шопнат, дека не е се материјално. Има нешто и во духовното. Пред се сме духовни битија. Ние пред да постоиме во физички свет, ние бевме душа. Та душа пак треба да се врати на местото од каде што почна. А тоа е во Бог. Значи Бог не пушти тука да искусиме. Ни даде можност да искусиме. Ако не искористиме таа можност да искусиме што е можно подобро и да живееме во слава на му, ние нема да добиеме ништо. Па ни на овој свет, па ни на другиот воопшто. Ние само ќе се соочиме со вечна казна. Нема да имаме ни вечен живот, ни ништо. Младите, иша дека верваш, иша. Пред нас постоеа луѓе кои што веруваа, кои што завршуваа со маченичка смрт. И тоа да го се потенцира. Затоа велам, аскетот кој што се промовира, дека всушност ние сите христијани аскети сме, се само повредуваме, ние не му се додворуваме така на Бога. Тие што биле светци, не биле по своја желба. Не правеле тие да се тепат, да се... Бог му рекол, му го всадил тоа, и тие преку добри, зато може ли да прати секој светец, направил по некој чудо, по нешто, по кое што бил запамтен. Не може сега некој аскетски живот живеј по своја волја да ме кете јас совршениот сум овона, оти не може да направи. Нешто да направи да биде запамтен. Не може. Не може зашто тој лично го направил. Не го направил во содејство со Бога. Бог како ти дај можност, ќе го живееш тој живот. Да, благословен ќе си со тој живот. Многу млади насочени се кон материјалното и треба да размислат дека не си материјално битие, дека си и духовно, дека сето тоа што се печали, што се заработва, останува тука на овој материјален свет, а душата треба да му угодиме на душата да го запознае Бога. Да ја слободиме од ова материјално зло. Никола, имаш нешто да споделиш, Да. искоментираш? За крај би рекол, како заклучок и јас еден, не знам точно каде се наоѓа, требаше може да го најдам, да го прочитам, ама од Стариот Завет, од пословици во Светото писмо, кој му препорачува како совет, тој што авторот што го пише за младите посебно, вели за младите луѓе, младите, запомнете си го или спомнете го Бога, дури сте млади во својот живот, за кога ќе остарите, кога ќе идете на постари години, да не ви се одмилува животот. Значи тоа е таа што порака што Светото писмо Бог преку тој што пишувал ја има за нас и дека треба дури кога сме мали, сега не млади луѓе, пред да стигнеме до својата
старост и со тек на време и пензија, дека треба да се исполниме за Господ и што направи тој за нас, кој е тој и дека кој што рече дека е пред се сме духовни битија, духовното, нели духовното е битно, побитно од материјалното и дека таа пораката што Бог ја има, ја мисли за нас дека треба да се спомниме младите луѓе, да се спомниме за Бог во нашата младост, бидејќи кога стигнеме во старост не ни се одмилуваат годините, не знам точно во која глава и кој стих беше, но знам дека во пословици во Стариот Завет беше, можете да си прочитате, си најдите. Да, сепак добро што колку толку, јас мислам има млади кои се интересираат за Христос, нема да речам, колку толку ние што се интересираме да се клаваме нешто, кој што кажа ти за пред да почнеме за фалење, пред да почнеме да снимаме дека како фалење, туку сепак треба колку што има развратност и блуд кај младите и незаинтересирани за Господ, има што некој, што би рекле народски кажа на тек тук, личности кои Господ му се открил, сакал да му се открие за да се тргне, да се направи нешто за понатаму да се прошири Божиот збор, тоа што сака Господ да го каже преку своите свети, преку своите избрани. И тоа треба и затоа да му благодариме да се радуваме со колку толку Господ дал. Некои млади што се интересираат, нема да речам ние што сме тие, туку и има во Македонија што ги знаеме, што не ги знаеме, кои се надеваме живеат за Господ, сакаат да се интересираат за духовното, не само за телесното, за материјалното, и дека треба да сме благодарни за тоа и да се спомнуваме дори сме млади што повеќе за Бог и да му бидеме благодарни тоа што го возможил за нас. Реално и јас не познавам многу млади кои се насочени кон Бога и да сакат да го... Многу ретки се. Да, треба да сме благодарни. Сакам да има поќе млади. Сакам да има. Стварно го посакувам тоа и се молам на Бога да го откријат Бога. Зошто многу млади страдаме. Страдаме како млади баш од сето тоа што не го имаме спознаено Бога. И то телесното, и то што сакаме, како што напоменат, и световно, многу не оддалечува од Бога и не сме задоволни. Затоа многу млади ми се случува како рибникар може да се потенцира, како таа заблуда, таа завист која што се појавува заради тоа што не го познавал Бога. Најверојатно, завист зошто тој да биде поќе од мене, зошто затоа многу млади ни се појавуваат. И самоубиства има многу меѓу младите, баш заради тие работи, и затоа велам, мора да го откријат Бога. Дај Боже да има многу млади. Ретко познавам луѓе кои што ќе застанат и ќе прават муабет, сега за Бога ќе правиме. На сите му се првични муабетите. Која кола, шо кола, кој работи, шо работи, зошто работи, и за телесните работи, да не зборувам вака, така, онака. Луѓе, се дур го бркаме материјалното, ќе бидиме незадоволни. Незадоволство ќе има. И ќе насочи тоа незадоволство кон фрустрација. Фрустрацијата кон депресија и на крај може да има до суицидност. Тоа е страшно. Тоа е страшно нешто што не ќе да го имаме меѓу младите. Сакам да бидиме среќни и со тоа што го имаме. Зошто ние веќе возрастни, веќе влеговме во некои возрастни кругови кај што велам, ние бевме среќни и задоволни со. Многу млади не се среќни и задоволни со тоа што го имаат. Сакам да имам iPhone 15, сакам да имам iPhone 16 кога ќе излези. Сакам да имам кола, сакам да имам ваква кола, сакам онаква кола. Мене ми беше кеф кога растев да имам тоа чаче. Шимано имам. И се радвав на сите дека имам Шимано, кеф ми беше, Шимано имам, со многу мала работа. А сега младите се фалат, јас Априлија имам Веспа, јас имам iPhone-о сега ќе го изум, јас Чибиџанче имав Siemens A55. Во тие години Siemens A55 ти беше, не знам, свето. Светот го имаш ти, тоа ништо не беше. Чибиџанче обично и зало чао. И кефој бевме. И ние не го користевме телефонот за да се дружиме со тоа, не се дружевме, ни беше мајка ми да не ми задзвони, татко ми. Со првични контакти тие ти бе и другарчето. И тој не ти звонеше, ти немаше мрежа доволно. Прво, второ и да имаше мрежа, ненормална сума беше и ти си имаше телефонче,
Ти имаш телефонче и кеф си беше и толку, телефонче мало бе. Сега, ваква камера да има ваков фона, да има онаков, и ќе му дајш ти обично телефонче и ќе ти речеш бе. Или ќе земи, не знам, таблет некој, пример има Acer, са ќе гледа Lenovo, са ќе земи нешто по-убаво, не икам ова, не икам она. Никако задоволството не го наоѓа. Што викам, чоколадото на живото не го добива и цело време незадоволство, почнува депресија, депресивен, не му се работи, не икам ова, не икам она, депресивен, после не ики ништо, тука иди депресијата и на крај посегнува по тоа што е највредното за него, животот. Го не икам. И во момент на такви тешки депресии може да се случи самоубиство. А познавам деца кои што баш од тоа, од презадоволени, од ништо не можеле да се задоволам, утехата и задоволството е Исус. Тој се имал и велат, убаво му било, не му било убаво. Значи не му било убаво, материјалното го имал, не му било убаво, немал утеха, немал нешто кај што ќе си се уточи, кај што ќе речи, го најдов моето точиште и не ми треба друго ништо. Тој, имав она, имам она, и па едно време го не икам, немам ништо, немам маха, немам така, фрустрацијата си расти тука, затоа велам, ѓаволот има интересни начини, ти вели, не, поќе можеш, барај, само земај, а не се моли ти, не го барај преку Богато. Не барај, само сакај си ти, не го барај од Бога, Бог ќе ти рече, може нема ти го дај тоа, може ќе ти дај нешто друго, но подобро ќе ти биде. И тука почнуваат фрустрациите, растат, се до момент кај што влегува во депресија, кај што после ништо не го задоволва и на крај суицид. Многу млади луѓе се соочуваат со овој проблем и многу млади луѓе, и тоа ќе го потенцирам во интерес на времето да не должам, многу млади луѓе и кои ќе треба за партнер, за брачен другар, не се задоволни со тоа што го има. Дополнително сакал, вака да биде, онака да биде. Тие не ги гледат внатре личностите, туку гледат физикус. Физички да исполнува, не знам, со толку како машки ние или не знам, женските, не знам, ајде да не ги окарактеризирам дека материјалното или вака да биде или онака и женските може физички вака така. Не го гледат на пример Никола има завршено тоа и тоа, знаеш, може тоа да направи, или Димитар тоа и тоа има завршено, или јас како Стефан има магистер, може нешто има, нешто да каже, не ти дава можност да го изразиш тоа што го знаеш. Тој вози кола, шо вози бе, Opel Corsa вози? Никој, знаеш ти, Петко, шо вози? БМВ-то го вози, тој 40.000 евра. Петко нема завршено, не е no hard feelings, јас не ќам да навредвам него, ама тие го гледат тоа нешто. Или од машка гледна точка, петкана или трајкана или како и да се вика, тајде, има завршено тај. Нрче тај, што разбира тај, која гледа она мора. Та си е повлечена, мирна, скромна жена. И си чита. Си се одразвала на книги, остаја та нрте само в библиотека седи, капана е в црква или има и чупиња што одат в црква. Супер е. И тие се окарактеризирани како глупи чупиња. Ја гледа, заостанати, не знам. Оти не се облекува како модерните, така. Ама некоја петка на трајка видија што е, видија она лајкој, мајкој, инстаграм и тука се губи можноста тој да се поврзи на квалитетно ниво, да гледа душата на некој. Тој го гледа моментално и тоа е материјално, затоа велам телесно. И тука се губи цел концепт. Не се гледаме, ние луѓето не се гледаме поќе како кои сме ние како личности. Се гледаме кој што облекол, кој што има. И тука младите страдат. Да, некако Инстаграм филтер. Некако преку Инстаграм филтер и на Инстаграм сите луѓе го прикажуваат она што сакат да го постигнат идеалот од себе си, не знам, во скапи ресторани дека јаде лепо го слика јадењето, па не знам,
облека нова што си купил, ова, она, ама никој не ги гледа тие внатрешни борби, не ги кажува своите маки, своите страдања, своите анксиозности, депресии, она што се соочува. И да, што спомна Стефан, ако бараме во овој свет или во материјалното нешто што ќе не исполни, никогаш нема да не исполни, и ќе дојде момент кој ќе сватиме што и да добиеме материјално, едноставно ништо нема да не исполни. И тука е тој момент кој ќе сватиме дека па ова ја се што го имам не ми вреди. И да, за жал посегнуваат некој по својот живот, што е најценетото. И тука има едно нешто што Исус го кажа, баш ме иницираше Стефан со она што го кажуваше. Вика, вие кои сте жедни, значи жедни за живот, Ми ја читаш мислата? дојдете кај мене и земете од водата што ви ја давам. И кој ќе земи од ова вода што јас ви ја давам, ќе потечат реки на жива вода во него. Значи тој живот во изобилие што Исус го дава ќе стани река, извор на жива вода ќе станиш ако земиш од водата која ти ја дава Исус. Точно, никој нема да биде жеден, никој нема да биде гладен, кој што пристапил при мене. Па затоа велам, не наоѓаат утеха и не може да најдеш утеха. Вервајте ме, не може да се најде утеха. Во овој свет не, Не, само кај Бог. само кај Бог. Затоа велам, колку и да имаш, пак поќе. И таа поговорката што ја напоменав, окото го заситва само земја на крајот. И не треба да стигнеме до тој момент. Треба да ја најдеме утехата пред да стигне таа земја. Значи треба да го најдеме Исус пред да стигне ништо. Така Да е. се случи. Така е. Смртта е она точка каде што веќе немаш право да избираш. Едноставно завршуваш каде што додека си бил жив, си имал можност да одлучиш дали ќе одиш во Божјото царство кај Бог и си верувал во Исус, кој ги плати сите твои гревови, и со тоа ти не одиш на суд, туку од темнина си преминал во светлина, од смрт во живот. И ти после овој живот одиш кај Бог во Божјото царство. Апсолутно. А ако не веруваш, смртта доаѓа и после одиш на суд, каде што ти одговараш за сите твои гревови и на крајот дестинацијата или казната е пеколот. Тоа е нешто многу страшно и ова што го разговараме и за да ви кажеме дека постои Божјо царство, постои вечен живот и Бог ве сака и сака да дојдете кај него, да ви даде од водата на животот, за да не ожедните, за да не огладните. Сите вие што сте жедни за живот, дојдете кај Исус, тој ќе ви даде вода и од вас ќе потечат реки на жива вода. Вие ќе живеете еден вистински живот и сте во вечноста и вечноста ви е гарантирана. Ќе бидете во Божјото царство за вечност, значи нема да има крај. Тоа е многу добра поента и многу нешто вистинито и важно за секој еден. Тоа сакам и најглавна точка да му е на секој млад човек дека треба да го сознае Исус. Ништо не те задоволува, ништо не ти дава утеха, како што може Исус да ти даде. Преку Исус имаш исполнет живот. Без Исус си ништо. Ништо, буквално едно големо ништо, едно нула, а то самите можеме да си го смениме. Тоа е убото што Бог ти вели, ти дава можност. Не е ништо само судбина ти, народското, традиционалното, на трите вечери, знаеш, ти напише таква и таква судбина. Не, Бог ти вели, ти дава можност, избери ти. Тој, да, го знај нештото како ќе биде предодредено, ама ги знај и ако направиш лошо и ако направиш добро. Значи, пред секоја одлука ти да ја донесиш, сите можности се отворат, и лошо ако направиш, и добро ако направиш. Значи, треба самите да одлучиме да го направиме добро. Самите да речеме, ние грешиме и да застанеме. И да... Ако натечат лоши мисли, помоли се. Помоли се да ти ги исчисти мислите. Зашто сите сме грешни, сите можеме да паднеме под влијание на тој што не сакаме да му го спомниме името. Тој секогаш работи на тоа. Зато ни го остави овој телесен свет да не лажи, да си играме с умо, да си се залажуваме, да ме кај ти добиеме. Тоа тие сите идеи да. Ама ако имаш вера, никош нема да ти дојде до таа идеја. Дека незадоволство ќе имам. Оти има Димитар то, оти има Никола то, оти има овој то. Ние ќе си застанеме сами на себе и ќе речеме, не ми треба што има Никола. Никола нека има, не едно, уште едно да има, дај Боже.
Димитар едно има, уште едно да има, дај Боже. Кога ќе го имаме тој концепт во главата, ние ќе имаме 5 работи плюс. Зошто? Зошто вие двата ги имате по 2, јас едно, 5 имаме заедничество. Ама никој не го размислува се до тоа. Сите размислуваат, ако има тоа едно, ќе му го земам него, ќе му земам него, јас ќе имам 3. Ама 3 не е поголемо од 5. Така е, така е. Заокружуваме на втора сезона со оваа епизода и баш ми е мило што те постигнавме во оваа втора сезона да имаме и гостин. Стефан е првиот гостин што го имавме во подкастот. Се надеваме дека во наредна, значи трета сезона ќе имаме повеќе гости и ќе дискутираме, па можеби повторно и Стефан ќе учествува на некој од наредните епизоди, па може да дискутираме на друга тема. Ова тема беше доста интересна и доста исцрпна и како за крај што би му порачале на младите така сумарно од сева што го зборувавме во неколку реченици, што би му порачале на младите. Пак ќе речем, да не должим многу, само ќе речем, Бог е утехата. Ако сакате да бидете утешени и задоволни во животот, пронајдете го Бога. Никогаш нека ве осудуваат, нека ве туркаат, нека ви речат забегани сте и како и да е. Само пронајдете го Бога. Во неговите очи е битно како изгледате, не е битно кој како ќе речи. Битно е Бога да те сака. Ако секој е против тебе, а Бог е со тебе, тогаш ти си најбогатиот, ти си најдобриот, ти си се, вервајте ме, дека без Бога нема живот. И нема ни да имате нешто повеќе и да бидете задоволни со тоа што го имате. Никогаш нема да бидете задоволни. Секогаш ќе барате повеќе и повеќе и повеќе и никогаш нема да го стигнете тој момент. Кај што ќе бидете задоволни и ќе речете ева ми е доста. Нема да ви е доста. Се дури не го откриете Бога. А Бога ќе ви го открие начинот на како се живее. Затоа велам христијански живот самите ќе си имате. Самите пронајдете го и ќе добиете многу работи. Изобилие, се. Бог е утехата. Бог дарува, Бог царува. Фала Стефан. Никола, што би му порачал на младите? Слично, исто тоа што го кажа Стефан, што го кажавме досега, многу пати, значи, како што кажа, од примерите Стефан за некој што посред млади дека има до крај на крајот доаѓа последната точка е депресијата, после депресијата земе на животот. Јас бев близко до тоа, значи до депресија стигнав јас, а фала му на Господ што пред се тој ме најде, пред да го најдам јас, оти јас со своите замисли, со своите барања, знаев дека тој тука, знаев како што имавме повеќе пати за опциите што ни ги дава тој, дека ако изберам да сум со него ќе имам живот и изобилие, ако изберам против него, односно да не сум со него ќе бидам вечно одвоен од него. До таа фаза стигнав и бидејќи тој ме најде и ми даде утеха, знам дека тоа што го кажа Стефан не е во право и така е, односно тоа што Бог самиот го кажува, дека дојдете при мене, јас сите што кои сте обременети, сите кои сте уморени, јас ќе ви дадам одмор, вели Исус, и тој стих пример што каже Димитар за вода жива што ќе потече од нас, секој кој ти поверува во Христос, така да тоа е тој што може да даде Исус, што може да даде живот во изобилие и задоволство, значи не само на овој свет, значи сите тие работи што многу повеќе може да ни ги даде Бог, Господ Исус Христос, од пред кога сме поверувале, во него, тоа ќе поверуваме што ни ги дава сите тие работи, а и сега многу битно или побитно е вечен живот кој ни го дава, кој ни го гарантира Господ Исус преку вера во него. Да, тоа. Фала Никола, фала Стефан за оваа епизода. Се гледаме во наредна сезона, баш ни е драго што не следите и што ни давате поддршка за да ги снимаме овие епизоди. Се надеваме дека ова ви беше полезно, што го слушнавте, и она што јас ќе ви го порачам вас е да читате во Светото Писмо. Доколку некој нема Свето Писмо, секогаш ви е достапно онлайн, може да го пребарате, а доколку сакате печатена копија, слободно исконтактирајте нас, значи Македонски христијански подкаст на Facebook, на Instagram, исто и на мејл, па ние со радосно срце би ви подариле печатена копија од Светото Писмо. Се гледаме во наредна сезона, ви благодариме што бевте со нас во оваа сезона и ви посакуваме секое добро и Божји благослов.
Пријатно. Чао.